Добро, почитувани колешки и колеги, ова е веќе впрочем трети пат како го поднесувам овој амандман. Имено се работи за амандманот од кој што барам во висина од 24.600.000 динари за уредување и регулација на речното корито на Симоничка река во село Зеленикова со цел заштита на реката од изливање и нејзино насочување по течението, но истовремено капацитетот кој што постои во овој дел од реката да биде уреден со детски парки, со осветлување. Ќе го искористам ова право како потоа не би се јавила за дополнително образложение во интерес на времето, бидејќи видувам и владата е запознаена. Ќе ве замолам сериозно да размислите за прифаќање на овој амандман, бидејќи кандидатот кој што сега повторно му давате за негово, односно го номинирате за повторно да се кандидира за градоначалник во општина Зеленикова, впрочем ова беше во неговата локална програма и истиот не е исполнет. Она што е градоначалникот е од Социјалдемократскиот сојуз, колега, во општина Зеленикова. Мислам дека треба да го знаете тоа, колега ви. Меѓутоа, она што е многу поважно е, и минатиот пат кога апелирав, кога го поднесов амандманот, потсетив дека во ова населено место се има случајно поплава. Оваа река навистина представува загрозување за домовите на моите сограѓани од општина Зеленикова и верувајте, секоја средба таму ова е навистина горлив проблем и апелираат, иако сме ние и претеници од опозицијата, апелираат до сите институции навистина да се покаже грижа и да им се помогне, бидејќи оно што ми е укажано е дека впрочем локалната самоуправа навистина нема слух за ова нивно барање, а еве се потврди дека после 4 години мандат навистина било само една изборна лага и не успеа да градоначалникот во општина Зеленикова да го реализира ова ветување. Затоа ценам дека има работи кои што може да се политизираат, има работи кои што и не треба. Заради тоа што домовите на моите сограѓани од општина Зеленикова се побитни од било која политичка партија, од било која политичка фигура таму во општина Зеленикова, и затоа замолувам до представникот на владата сериозно да размислите за овој амандман. Ви велам, го поднесов на првиот ребаланс на буџетската и еве сега користам ребаланс и верувајте дека и повторно доколку го одбиете, јас нема да застанам тука. Ова е навистина претходно, општина Зеленикова заслужува навистина да напредува, за жал таму имаме само стагнација и уназадување. Не знам дали ќе стигне да говорам за останатите амандмани, но верувајте, постојат капацитети. Имав можност со тие средби на граѓани да ги посетам населеното место Градовци, каде што оно што е водно за Скопје, Градовци е за општина Зеленикова. Капацитетот е неверојатен. За нив таму успеавме да во тие разговори, консултации со граѓаните да направиме заеднички амандман за реконструкција и рехабилитација на патот до Градовци и проектна документација за водоводна мрежа. Затоа замолувам сериозно кога ќе одлучувате за вакви амандмани, имајте ги во предвид и помалку развиените општини, ако што сепак фигурираат во овој Скопски регион, имаат капацитет, поручете им шанса, дајте им поддршка, особено еве кога таму е веќе ваш градоначалник, навистина нашите сограѓани таму конечно да видат барем малку благодети од оваа влада. Ви благодарам.